При неодамнешниот избор на председатели на местни заедници, органи и тела, на жителите чии места на живење се по расфрланите села на Осоговските планини, кој се одржа во местноста Крушка, присутните гласно коментираа дека доаѓа време кога народот пак ќе се враќа на старите огништа. Состојбите во светски и локални рамки се такви што станува приоритет да се живее во услови на намалени трошоци и во чиста здрава средина. Освен тоа, производството на храна станува приоритет, особено здрава храна, па од тука обработката на чистото планинско земјиште може на еден начин да го спасува човештвото. Поради таквите тенденции, неопходно е локалните и државните фактори да обезбедат што подобри услови за сообраќајно поврзување на селата со градовите, со изградба и асфалтирање на патишта, мостови и друга инфраструктура. Нашата планина е за се и се, за воштарници, за сточарство, за пчеларство, за сепива. Асфалт, ако имаме народот, ќе се врнат сите нагоре. Секој ќе дојде до родното место. Значи пат како приоритет треба да се земе. Да треба да се асфалтира најпрво и да се поправи. Секоја година обавезно мора да се прочисти патот, дека треба да се тампонира на некои места, дека е још полошо и како има услови така, значи да се асфалтира на најможен краток рок. Враќаат се и то обично летниот период и то многу се враќаат луѓето. Значи зимниот период се намало, али летниот период има луѓе што и живеат тука цело лето. Имаме интерес, например, има интерес, например, и многу народ, например, што се повратници горека. Има чуват и стока, ама помалку стока, више многу нема како да се однесе, нема како да се транспорт нема, црни патишта нагоре. Може и мора да се направи повеќе и во делот на електрификацијата, која не е доволно квалитетна. Проблем е и водоснабдувањето, кое особено се чувствува во летниот период, кога вода тешко се обезбедува како за луѓето, така и за добитокот. Како и да е, државата треба да инвестира значително повеќе во поддршката на луѓето кои планираат и можат да екзистираат од благодетите на планината, искористувајќи ги расположливите ресурси.